Како што кажавме, се гледаме со Милена, со незиниот денешен соговорник и со повторно на што го дискутиравме преди известно време, сметки, представки, како да се однесувате, што да направите и така натаму, многу повеќе во продолжение. Повели. Така е, Роберт. Иако минатата недела разговаравме со портпаролот на ЕВН господинот Атанас Ковачевски, кој што објасни што се случува со повисоките сметки за струја кои што голем дел од граѓаните ги добија изминатиот месец, сепак не престанаа да пристигнуваат коментари и жалби до нашата редакција. Затоа решивме да се обратиме до регулаторната комисија за енергетика како повисоко тело или инстанца кој што може да одговори на прашањата кои што, како што кажав, се уште пристигнуваат. А затоа во продолжение ќе поразговараме со директорот Марко Беслимовски, кој што ќе ни каже колку представки има во моментов, но и како тече целата таа процедура и што треба граѓаните да направат доколку се уште немаат одговор. Пред се, добро утро и ви благодарам што сте дел од Здраво Македонија. Добро утро и ви благодарам на поканата. Нашите сограѓани и гледачи не престануваат да прашуваат кога станува збор за сметките за струја, тоа е една тема која што сите горе-доле не засега. Колку представки имате во моментов и како тече цела таа процедура, како може граѓаните да поднесат представка кај вас? Во изминатиот период во регулаторната комисија за енергетика во просек пристигаат 3 до 5 представки во текот на денот и овие представки пред се однесуваат на оние сметки на потрошувачите кои што се нешто повисоки во овој период и тоа е пред се од причина што броилата не беа во можност да бидат прочитани од страна на операторот на електродистрибутивниот систем и поради тоа е направена проценка на потрошувачката и кај одреден број на домаќинства имаме зголемена потрошувачка во однос што она е реално потрошено. Регулаторната комисија за енергетика со правилата за снабдување на електрична енергија има предвидено за во овие случаеви секој потрошувач да биде сам свој инкасатор. Едноставно може да си го прочита своето броило и врз основа на тоа по телефон да го извести операторот на дистрибутивниот систем, исто така може и по имејл да испрати, исто така има апликација преку која што може да бидат доставени податоците. Инаку читањето е едноставно. На самото броило кога ќе се појават позициите 18.1 и 18.2, потрошувачот само треба да ги превземе тие бројки и веднаш да ги испрати до операторот на електродистрибутивниот систем, односно до електродистрибуција и потоа операторот на електродистрибутивниот систем е должен да ја коригира фактурата, доколку е поминат подолг период од кога е добиена фактурата за која што не е задоволен потрошувачот, тоа ќе биде коригирано во наредната сметка, а доколку е веднаш добиена фактурата, тогаш потрошувачот ќе му биде веднаш коригирана сметката. Доколку не биде коригирана сметката врз основа на доставените податоци од потрошувачите, во тој случај самите потрошувачи ќе известат регулаторната комисија за енергетика преку имејл комуникација или пак може по телефона, потоа ние ќе ги превземеме сите соодветни активности и веќе ги превземаме во изминатиот период. Колку луѓето се информирани дека кај вас може да се обратат доколку во ЕВН не добијат одговор? Некоја бројка на представки може да кажем изминативе месец? Немаме проблем колку и да дојдат представки, ние ги одговараме во најкусможен рок. Најчесто тоа го правиме во текот на денот по добивањето на представката. Инаку ние повеќе пати издадовме и соопштение, се обративме до јавноста, неколку пати ја известивме јавноста за правата на потрошувачите и верувам дека во наредниот период ќе го разрешиме овој проблем и ќе нема повеќе проблем. Инаку, на крајот на годината, односно по завршувањето на отчитувањето, ниту еден потрошувач не сме да има да му е фактурирано повеќе електрична енергија од таа што реално е потрошил. Сега имаше една оваква ситуација која што настана во изминатиот период, тоа е пред се заради начинот на работа на електродистрибуција, дека и препораките од здравствените власти да не излегуваат да ги читаат броилата со цел да не се загрози нивната работа, но верувам дека во наредниот период и со овој концепт на самоотчитување на броилата ние ќе го разрешиме овој проблем.
Како можат и кога можат нашите сограѓани да дојдат? Сега веќе знаеме дека сите мерки се скроз олабавени. Од колку до колку часот ќе се работи? Телефонски броеви некои кои што можете да ги кажете во моментов за консултација? Официјалната мејл адреса на регулаторната комисија за енергетика е rc@erc.org.mk, а телефонскиот број е 32 30 580, но исто така и на нашата веб страна erc.org.mk се истакнати контактите на одговорните во регулаторната комисија за енергетика на кого можат во секој момент да му се обратат. На самиот крај, бидејќи ние од рано наутро најавивме дека ќе бидете наш соговорник, во меѓувреме ми пристигне една порака од наша гледачка, па би сакала и ваш коментар. Вели Милена, сметката за струја ни беше 3500, екстремно висока. Сликав и пратив електронски на Евана и вчера ми пратија нова сметка од 1500 денари. Советувајте ги луѓето да си го сликаат саатот и на Евана има опција да се прати. Значи тоа е тоа, постојат опции или сами да го читаат или да пратат слика и да пратат до имејл до Евана, така да веќе тој концепт функционира и потрошувачите и граѓаните во државата слободно да си ги сликаат своите броила или сами да ги отчитаат да ги пратат до Евана и како што кажав, сметките веднаш ќе бидат коригирани. Доколку станува за брз период од кога е добиена сметката. Доколку станува за подолг период, во тој случај во наредната сметка тоа ќе биде коригирано. Мислам дека колегата Роберт од студио има едно прашање, да го сослушаме и да одговориме. Роберт, повели? Да, денови е актуелно и зголемувањето на цената на горивата, па ме интересира дали по конечното враќање во нормала, во животот во нормала, не само во Македонија, туку и во регионот, македонските граѓани треба да очекуваат уште поголемо и почесто зголемување на горивата кај нас во периодот кој што следува. Ти благодарам на прашањето. Прашањето на колегата Роберт е околу зголемувањето на цената на горивата. Вели дали откако веќе се полека се враќа во нормала, не само кај нас, туку и во светот, се очекуваат и други зголемувања на цените. Значи, регулаторната комисија за енергетика цените на горивата ги определува пред се во зависност од цените на нафтените деривати на светските берзи. Ние како регулаторна комисија за енергетика и како држава немаме никакво влијание на тоа. Инаку во наредниот период не се очекуваат никакви драстични промени на цените на електрична енергија и на топлинска енергија и на природен газ. Она што не можеме да го предвидиме во овој момент е цените на нафтените деривати на светските берзи, каде што секојдневно има драстични промени, има по неколку дена да има зголемувања, па по неколку дена да има намалување на цените, така да навистина има една невообичаена ситуација која што прв пат се случува од кога постојат и кога се тргува на берзи со нафтени деривати, но регулаторната комисија за енергетика досега покажа дека тогаш кога има намалување на цените на светските берзи, веднаш секој понеделник ја намалува цената, кога има зголемување ја зголемува, така да ја следиме ситуацијата и веднаш реагираме. Ви благодарам многу на одвоеното време и се гледаме во некоја следна премия. Благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Роберт, го заокружуваме денешниот разговор, одговор на неколку прашања кои што пристигна и од студио, но и од гледачите. Повели. Ти благодарам.